Почитувани, вчерашната посета на премиерот во заминување Никола Груевски во Прилеп остави многу неодговорени прашања за граѓаните од ранливите категории. По кои и какви критериуми ќе бидат избирани добитниците на станови во социјалната зграда во Прилеп, на чие отворање вчера присуствуваше Груевски? Дали трошоците од околу 3.500 денари за документацијата ќе им бидат рефундирани на оние што аплицирале, затоа што овие средства значат навистина многу за лицата од социјално ранливите категории? Манипулациите на Груевски немаат граници. Во неговиот виртуелен свет сака да ги втурни граѓаните од најранливите категории. Доста беа мерки кои се на ниво на милосрдие и злоупотреба на лицата со попреченост пред избори. Потребно ни е општество кое се грижи сите ние да добиеме можност да го дадеме максимумот во неговата изградба. Социјалната политика и социјалната заштита треба да обезбеди достоинствен живот за сите ранливи категории, а лицата со инвалидност треба да уживаат еднакви можности. СДСМ и денеска, но и по промените и превземањето на власта ќе направи се на овие наши сограѓани и на нивните семејства, не само да им го лесни животот, туку вистински да им биде достоинствен. СДСМ ќе направи се јавната свест во земјава да се донесе до ниво на мобилизација на сите засегнати страни, вклучувајќи го приватниот сектор и локалните заедници. Само така може општество да биде отворено за сите граѓани кои имаат различни потреби. По 24 април, сите ние заедно, Македонија ќе изградиме како едно општество за сите. Почитувани сограѓани, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Прилеп минатата година, токму на 3 декември, го започна и во континуитет го спроведува проектот за бесплатни часови по сите предмети од основно и средно образование за децата со посебни потреби и ученици од социјално загрозени семејства. Проект кој со задоволство го продолжуваме и оваа година. Благодарам.